Патниот правец Кочани-Виница во неделата попладне 2 часа беше блокиран за сообраќај поради протестот на роднините и пријателите на осудените во полициската акција Детонатор. Очекувале дека правдата се остварува во судовите, но според нив тоа биле театри во кои само се глуми праведно судење. Рекоа дека осудени се невини луѓе, при што обвинијата и судските одлуки се донесени од страв или под притисок. Денеска сме на улица, бидејќи свативме дека правдата не се остварува таму каде што треба. Улицата стана нашиот фронт за борба против неправдата. Скопска апелација го потврди нашиот сомнеж дека судството во оваа држава е труло. Ние знаеме дека еден ден вистината ќе исплива на површина, но ова им го должиме на нашите најмили. Да и кажеме на јавноста дека нашите најмили се жртви на еден криминалец. Да кажеме на јавноста дека нема да се откажеме од борбата за правда и дека правдата ќе ја бараме во Страсбург. Да кажеме на јавноста дека ќе се бориме до смрт правдата да ги стигне сите нарачатели на оваа дрмолетка. Да кажеме на јавноста дека знаеме се и дека не се плашиме да обелдониме вистината. Роднините на осудените од Детонатор рекоа дека поверувале оти ќе има фер судење, но наместо тоа нивните блиски неправедно завршиле во затвор. Кај сте судство? Кој е насилник? Дали обвинетите во Детонатор се насилници или оштетениот кој што го водите во акцијата Детонатор? Овде сме да бараме правда. Очекувавме, траевме 3 години. Чекавме и мислевме дека апелација ќе пресуди според правдата. Меѓутоа не го начекавме тоа. Доста 3 години чекавме. Доста! Присутните на протестот рекоа дека бараат Врховниот суд да донесе ослободителна пресуда. Причината за тоа е што не била докажана вината на осудените. Која корист од целата оваа акција? Беше акцијата спроведена со цел да се докаже толку и толку покер апарати, тие се издвоија од се, а пресудата е донесена само врз основа на основното обвинение, кое што е злосторничко здружување, а не врз основа на доказите. Јас се чудам на судиите кои судат, кај кои професори го учеле правото и да донесуваат правилни одлуки. Во акцијата Детонатор, што започна пред неполни 3 години, на 15 лица од Кочани и Виница им се судеше за убиство во обид, за насилство, измама, лихварство и недозволено поседување оружје. По жалбата што беше поднесена, неодамна апелациониот суд Скопје одлучуваше само за делото измама и пресудата ја врати на повторно постапување и одлучување кај првостепениот суд.